Благословено je carstvo to, na Otca i Sina i Svetiju Duh, postavno сега секогаш и во сите векови. Во мир да се помолиме на Господа. За мир од веселите и за спасението на нашите души, да се помолиме на Господа. Служба имаме, почнемо да службата. Ајдете сега, пошти ми јави се на мојот мобилен телефон. На мојот мобилен телефон јави се и остави порак. За мир во целиот свет, за благосостојба на светите Божи цркви и соделување на сите, да се помолиме на Господа. За овој свет храм и за оние кои влегуваат во него, со вера на Божност и страх Божи, да се помолиме на Господа. За високо преосвещениот митрополит Девајско-Кичевски администратор Австралиско-Сиднејски Тимотеј, за честното свештенство, преподобното монаштво, Христовото дјаконство, за се откриви за сите луѓе да се помолиме на Господа. За благочестивиот православен народ наш, за неговата војска да се помолиме на Господа. За да помага и да покори подносите нивни секој непријател и противник, да се помолиме на Господа. За овој град, за ова земја, за нашата земја и за целиот свет и луѓето што живеат во него, со вера да се помолиме на Господа. За благопријатен воздух, за изобилие на земни плодови и мирни времења, да се помолиме на Господа. За оние кои што плуват, патуваат, боледуваат, страдаат, за заробените за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Заштити, спаси, помилуј, запази ни Боже со Твојата благодат. Пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша, Богородица и секогаш Дева Марија, самите себе еден и други си од свој живот, на Христа Бога да му го предадеме. Зашто Тебе ти прилега секоја слава, чест и поклонување на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во сите векови.
Zaštiti, spasi, pomiluj, zapazi, Bože, со Твоята благодат. Пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша, Богородица и всекогаждава Мария, самите себе и друг си от свой живот, на Христа Бога да му го предадеме. Защо Твоя власт, Твое царството и силата и славата на Отца, Сина и Светия Дух, постоянно сега секогаш и во сите векови. Zaštiti, spasi, pomiluj, zapazi, Bože, со Твоята благодат. Пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша, Богородица и всекогаждава Мария, самите себе да не други си от свой живот, на Христа Бога да му го предадеме. Защо Ти си благи, човеколюбив Бог, и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца, Сина и Светия Дух, постоянно сега секогаш и во сите векови. Мъчениците Твои от целиот свет, како со
гласите Твои свети, постоянно сега секогаш и во сите векови. Амин. И на душите нашим голема милост, премудрост, просим,
си веру висинская, неисчезная множества. Твоими от искушения избави нас, яко пленни свободите и нищи защитите, неустоящий царе поборниче, победоносче, великомучениче, оргием, моли Христа Бога спастися душам нашим. И Сыну, и Святому, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Како Творец на света создадена природа, вселената ти принесува, Господи, богоносни мъченици, преку нивните молитви кажани во неми, сочуваја Твојата црква и Твојот народ, преку застапништвото на много милостивата пресвета Богородица. На Господа да се помолиме. Зашто Ти си свет Боже наш, и ние Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светил до сега секогаш и во вечни векови.
на тебе, що не читаше. Премудрост, просту да го изслушаме Светото Евангелие, мире на сите вас. Ке се читат от Светото Евангелие на светиот апостол евангелист Матеја. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, да внимаваме. Им рече Господ на своите ученици: секој што ќе ме признае пред луѓето, јас ќе го признам него пред мојот Отец кој е на небесата. А кој ќе се одрече од мене пред луѓето, јас ќе се одречам од него пред мојот Отец кој е на небесата. Кој милува татко или мајка повеќе од мене, не е достоен за мене, и кој милува син или ќерка повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој не го земе крстот свој не оде по мене, не е достоен за мене. Тогаш Петар одговори и му рече: ете, ние оставивме се и по тебе одиме, што ќе стане пак со нас? А Исус им рече: вистина ви велам, дека вие што врвите по мене, при повторното раѓање, кога Синот човечки ќе седне на престолот на славата своја, ќе седнете и вие на 12 престоли и ќе судите на 12 Израилеви колена. И секој што ќе остави куќа или брат или сестра, или татко или мајка или жена или деца, или ниви заради моето име, ќе наследи 100 пати повеќе и ќе добие живот вечен. И мнозина први ќе бидат последни, а последните први. Да речеме со сита душа и со сите наши помисли, да речеме и да се молиме: Господи помилуј, Господи Вседржителу Боже на нашите татковци, Ти се молиме, чуј не и помилуј. Уште се помилуј не, Боже, според Твојата голема милост, Ти се молиме, чуј не и помилувај не. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Уште се молиме за благочестивиот православен
народ наш. За неговата власт, победа, обстоюване, мир, здравие и спасение. И Господ нашиот Бог да му помага во се и да покори поднозите негови, секако непријател и противник. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Уште се молиме за високо преосвещениот митрополит Деванско-Кичевски администратор, Австралийско-Силийски Тимотей, за честното свещенство, преподобното монаштво, Христовото дяконство, за си открили за сите луѓе. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Уште се молиме за блажените и секога спомнувани создатели и спомагатели на овој свет храм и за сите православно порано покојаноци браќа наши, кои почиваат овде насекаде во православните земји. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Уште се молиме за милост, живот, здравие, спасение, посетување прошка и разрешување гревовите на Божите слуги, на сите благочестиви православни христијани кои живеат во оваа парокија, на строителите и браќата на овој свет храм. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Уште се молиме за оние што принесуваат плодови и права добрини во овој свет и се честен храм, за оние што се трудат и пеат, и за луѓето што присуствуваат, очекувајќи од Тебе голема и богата милост. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Зашто си милостиви човеколюбив Бог, и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца, Сина и Светиот Дух, постојано сега секогаш и во сите векови. Пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Заштити, спаси, помилуј и запази ни, Боже, со Твојата благодат. Премудроста секогаш пазени под Твојата власт, Тебе слава Ти вознесуваме на Отца, Сина и Светиот Дух, постојано сега секогаш и во сите векови. Любимиот цар на сите невинни вселенски чинила Илија. Ние кои действено близо разумни приемите животворната Тројца, Трисвета песна и пеене сега да вложим сека преживот на грижа, да го примиме цар на сите невинни
Христолюбивиот, православен род християнский, ктитори приложници святого храма сего, да помяне Господ Бог во царството свое, постоянно сега секогаш и во сите векови. Високо преосвещениот митрополит Девойско-Кичевски и администратор Австрийско-Сиднейски Тимотей, честното свещенство, преподобното монаштво, Христото дяконство и сил свещенички, свещено-монашки, свещено-дяконски чин, да го спомни Господ Бог во царството Свое, постоянно сега секогаш и во сите векови. За душевно и телесно здравие и спасение, да помяне Господ Бог во царството Свое своите чеда, протопрезвитера Ивана с домом и щадом, Роберт, Мери, Анита, Филип, Мартин, Мина, Матея, Зорица, Викентия, Климе, Гордана, Даниела, спомни ги Господи, Владе, Дафина, Мири, Денис, Джайни, Джордж, Марая, Джонатан, Никола, Саша, Йованка, Хелен, Стиви, Изабела, Лариса, Никола, Петра, Кетия, Алекс, Стефани, Елизабета, спомни ги Господи за здравие и спасение Твоите чеда, Йонче, Гоце или Джонатан, Мефи, Еленка, Латияна, Далане, Сузи, Джон, Майкъл, Алекс, Дени, Джон, спомни ги Господи за здравие и спасение Твоите чеда, Пеце, Стоян, Мите, Валентина, Джайни, Софи, Лилин, спомни ги Господи за здравие и спасение Твоите чеда, Тони, Кристиан, Снежа, Тайна, Ашли, София, спомни ги Господи за здравие и спасение Твоите чеда, Изабел, Айзак, Робел, Линда, Светлана, Кайкин, Бренден, Мария, Ленче, Строянче, Дюре, со фамилията, Мариан, со фамилията, спомни ги Господи за здравие и спасение, Радка, со фамилията, Новица, Йоце, Диана, Джаша, Благойче, Светлана, Натали, Йована, Кристофан, Александър, Нада, Том, Том, Пида, Джулия, Александър, спомни ги Господи за здравие и спасение, Кръсте, Весня, Джесика, Джими, Наташа, Владо, Мара, спомни ги Господи за здравие и спасение Твоите чеда, Наумеристе, Майкъл, Нинка, Джанафа, София, Джайни, спомни ги Господи за здравие и спасение Твоите чеда, Киде, Делчо, Фиданка, Траяна, Али, Анализ, Натали, Клаудия, Кирен, Сечели, Делон, Менюел, Снежа со фамилията, сите оние што боледуваат и страдаат, болните по болниците и по домовите, оние кои пътуват по земја, вода и воздух, пеачите, благоукрасителите на овој свет храм, да ги спомни Господ Бог во царството Свое, постојано сега секогаш и во сите векови. За усопшите раби Божи, блажено починатиот архиепископ Охридски и Македонски доситеј митрополитот Методија, усопшите раби Божи Силјан, Донка, Аристо, Будинка, Диljana, Борис, Андра, Анđelko, Ацо, Сузана, Алексо, Владе, Нико, Петко, Бинбин, Доста, Ѓорѓе, Зафир, Климе, Анđел, Ненка. Спомни ги Господи Твоите починати чеда, Вера, Стојан, Велика, и сите оние кои починале со нада за воскресение и вечен живот, да ги спомни Господ Бог во царството Свое, остана сега секогаш и во сите векови. За душевно и телесно здравие и спасение, да помяне Господ Бог во царството Свое сите вас, вашите фамилии, вашите роднини, близки и приятели и целият православен род християнски, да го спомни Господ Бог во царството Свое, постојано сега секогаш и во сите векови. Сир
Na Božju nosi Bogom kršti do Sina Tvojega prečisto telo so pasavča čista godana, ki so bili si go prekrimo mnogo Boga. Drugo testo treba razlišati, kako Bog vrasta v životu žesta od Sina. Да я исполним наша молитва пред Господом. За предложение чести дарови да се помолим на Господа. За овој свет храм и за оние кои легуваат во него со набожност и страх Божи, да се помолиме на Господа. За да се избавим од секаква скрблива и опасност, да се помолиме на Господа. Zaštiti, spasi, pomiluj, zapazini Bože, со Твојата благодат. Целиот ден да ни биде совршен, свет мирен и безгрешен го просиме од Господа. Пазител на нашите души и тела, просиме от Господа. Прошка и разрешување на гревовите и прегрешенијата наши, просиме от Господа. Се што е добро и полезно за нашите души, мир во светот, просиме од Господа. Останатото време од нашиот живот во мир и покајување да го завршиме, просиме од Господа. Христијански крај на нашиот живот, безболен, непосреден, мирен и добар одговор на страшниот Христов суд, просиме. Пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, самите себе да не други се од свој живот, на Христа Бога да му го предадеме. По милосрдието на Твојот роден Син, со кого си благословен, со пресветот, благиот и животворниот Твој Дух, постојано сега секогаш и во сите векови. Мир на сите вас. Да се сакаме еден со друг, да се одмисли, да исповедуваме. Ти те воздувам, Господи, препосна возврната, да бидеш че избавител мој. Ти те воздувам, Господи, препосна возврната, да бидеш че избавител мој. Ти те воздувам, Господи, препосна возврната, да бидеш че избавител мој. Помните, брате,
Двери, двери премудростию, он мен. Верувам в един Бог, Отец и Държителя, Творец на небото и на земята, на себе и да любите Бог. Благодарим Господ Исус Христос, Син Божий, на Бога, Бога на Отца, Отците векове, свето на свете на Христос, Бог, Христос, Бог, Христос, Узнали нас, и позади нашите спасенства, и на Божие Слово, свето и на Христа, Да застанеме добро, да застанеме со страх да внимаваме, светиот принос во мир да го принесеме. Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога и Отца и општување на Светиот Дух да биде со сите вас. Горе да ги имаме срцата, да му благодариме на Господа. Ангелите победната песна ја пеат, воспеват, воскликнуваат и говорат. Исполни небо и земја, слави Твоја, осана вечни, благословен Примете, јадете, ова е моето тело, кое се прекршува за вас за опростување на гревовите. Пите од неја сите, ова е мојата крв на новиот завет, која се пролива за вас и за мнозина
за опростување на гревовите. Од Твоите Тебе Ти принесуваме оците и за се. Особено Ти ја принесувам ова света и безкрвна жртва, во чест и спомен на пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија. Спомни го, Господи, најнапред, високо преосвещениот митрополит Еварско-Кичевски администратор, Австро-Виско-Сидејски Тимотеј, и подари го на својата света црква Тамомир цел здрав долговечен, правилно да раководи со словото на Твојата вистина. И дај ни, Господи, со едно уста и едно срце да го славиме и го спеваме Твоето пречесно великолепно име на Отца, Сина и Светиот Дух, постојано сега секогаш и во сите векови. И да бидат милостите на великиот Бог и Спасител наш Исус Христос со сите вас. Откако ги спомнавме сите свети, пак и па во мир да се
помолиме на Господа. За принесени и осветени чести дарови да се помолиме на Господа. А човеколюбивиот Бог наш, откако ќе ги прими во светиот, на тебе се духовен свой жртвеник, како благопријатна духовна миризма, да ни испрати божествената благодат и дарот на светиот дух да се помолиме. За да се избавим од секаква скрб, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Заштити, спаси, помилуй, запази ни, Боже, со Твојата благодат. А целиот ден да ни биде совршен, свет, мирен и безгрешен, го просиме од Господа. Ангел на мирот, верен раководител, пазител на нашите души и тела, просиме од Господа. Прошка и разрешување на нашите гревови и прегрешенија, просиме од Господа. Се што е добро и полезно за нашите души и мир во светот, просиме од Господа. Останатото време од нашиот живот во мир и покајување да го завршиме, просиме од Господа. Христијански крај на нашиот живот, безболен, непостраден, мирен и добар одговор, да дадеме на страшниот Христов суд, просиме. Откако испросивме единство во верата и заедница, со светиот дух самите себе еден друг и сил на живот, на Христа Бога да го предадеме. И удостоине, Владико, слободно и без осуда да смееме да те повикуваме, Тебе небесно Бог Отец и да ја изговараме. Отче наш, иже си на небеси, да свјати сја имја Твое, да приде царствие Твое, да буде волја Твоја, јако на небеси и на земји. Хлеб наш насушни даш нам днес, и остави нам долги наши, јако же ми оставляем должников нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас од лукавого. Зашто Твое царството и силата и славата на Отца, Сина и Светиот Дух, постојано сега секогаш и во сите векови. Мир нам сите вас. Главите ваши преклонете ги пред Господа.
благодата и милосърдието и човеколюбието на единородния Твой Син, со кого си благословен со пресветен благиот и животворниот Твой Дух, поставно сега секогаш и во сите векови. Омен святая святе. Се раздробимо, се раздробимо. Исполни го, Владико, светло путе со помогата на Твој Свети Камен. Господ Сионе, не може ти с нијаки јазик. Благословен е Твој Свети Твој дај, поставя се на себе,
Благословен граде во ім'я Господне, Бог Господи, явися нам. Спаси ги Боже Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство. Грехом се Одеси се на небеси, Боже, прослава Твоя. Одеси се на небеси, Боже, прослава Твоя. Неразделне Троице поклоняемся. Постојано сега секогаш и во сите векови. Амин. Да исполна целоста наша. Хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил еси нас, причастите святым Твоим божествени, бессмертни и животворящими тайна. Соблюди нас во Твоей святыни, весь день поучатися правде Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Откако ги примиме божествените, свети, пречисти, безсмртни, небесни, животворни, страшни Христови таини, право стоите достойно да му благодариме на Господа. Заштити, спаси, помилуй, запази ни Боже со Твојата благодат. Откако изпросиме цел ден совршен, свет, мирен и безгрешен, самите себе еден и друг силот на живот, на Христа Бога да му го предадеме. Зашто Ти си наше светување и ние с Тебе слава Ти вознесуваме на Отца, Сина и Светиот Дух. Оставна сега секогаш и во сите векови. Со мир да излеземе. На Господа да се помолиме. Господи, Ти кој ги благословаш, оние кои Те благословат, и кој ги осветуваш, оние кои се не
святи го некој љубат убавината на Твојот дом, Ти прослави ги со Твојата божествена сила и настави на нас, кои се надеваме на Тебе, даруваме мир на Твојот свет, на црквите Твои, на свештениците, на Христолюбивата войска и на сите Твои луѓе, зашто секој добро давање и секој совршен дар од озгора што слегувате на Отецот, на светилите Тебе слава и благодарност си поклонување Ти вознесуваме, Отца, Сина и Светиот Дух, постојано сега секогаш и во сите векови. Христос е вистинскиот наш Бог, кој што воскресна од мртвите по молитвите на својата пречиста и преблагословена мајка, по молитвите на светите праведни Боготец Јоаким и Јана, по молитвите на свети Кирил и Методија, по молитвите на светиот маченик Јустин Филозоф, свети маченик Харитон и света маченик и другите свети маченици, свети Еразмо Охридски чудотворец, свети Никифор Исихиски, преподобни свети маченик Лукилијан, свети свештеномаченик Јосиф Солунски, света Марта и Марија, свети Митрофот Цариградски, свети свештеномаченик Доротеј Пирски, по молитвите на преподобни Висарион чудотворец, преподобни Иларионов, свети маченик Теодор, света маченичка Киријакија, Валерија и Марија, по молитвите на свети Климент Наум, Саво Гораз, Дангалария, свети Јован Орицки, Прокопчевски, Гаврил Лесновски, Јоаким Осоговски, Лерон Меглински, Нектаријеват Ангел Битовски, по молитвите на свети Саво свештеник, свети Герасим Јордански, по молитвите на сите свети, да не помилувате спасат како благи човеколюбиви. По молитвите на сите свети Отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, смилувај се на нас. Можете сега пламеница да се седите. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. И така, секој што ќе ме признае мене пред луѓето, ќе го признам и јас него пред мојот Отец Небесен. Пишува светиот апостол Матеј во 10 глава 32 стих. Овие зборови пред нас го поставуваат прашањето благочестиви христијани за нашиот однос кон Христа. Ова прашање е од личен и заеднички интерес. Прашање за спасение на секоја душа, посебно и за целото човек и за целиот човечки род. Секој христијанин да има јасен и одреден однос кон Христа. Односот кон Христа е дело на лично и слободно самоопределување и заради тоа има и висока морална вредност. Токму од тоа лично слободно самоопределување доаѓа и соодветните морални последици.
Признавањето од страна на Христа на оние кои него го признале пред луѓето и одрекување од страна на Христа пред Небесниот Отец на оние кои од него се откажале. Познавањето на Христа доаѓа од нашата вера и од љубовта кон него. За да го признаеме Христа пред луѓето, пред се треба да веруваме во него, да го сакаме, да го исповедаме како Син Божи, како Бого човек, кој заради љубовта кон нас доброволно пострада на крстот, за да не спаси од робството на гревот и да не направи наследници на вечниот живот. Меѓутоа, неограничената љубов на Христа кон нас бара од нас и ние да одговориме на таа љубов со исто таква мерка. Христовото барање да го признаеме пред луѓето има категоричен карактер. Животот на христијаните е христоцентричен. Тоа значи дека Христос е центар и треба да биде во центарот на нашите желби и стремежи. Господ Исус Христос е и нашата крајна цел и целиот наш живот треба на Христа да го предадеме. На верноста Христос одговара со верност, на признанието со признавање. Каква висока чест и колку голема благодат е да бидеме признаети од Христа пред Неговиот Отец Небесен. Ако за луѓето представува голема чест и задоволство да бидат признаети од други луѓе за своите научни и други достигнувања, колкава би била честа и радоста поголема ако бидеме признаени од Христа пред Неговиот Небесен Отец. Признавањето и исповедувањето на Господа Исуса Христа не треба да биде само со зборови, но и со дела. Во житијата на светите има безброј примери кои ни укажуваат како треба ревносно да го исповедаме Христа и како треба да се бориме против оние кои го негираат. Има безброј примери кои ни кажуваат како светите отци својот живот го завршиле маченички, но се стекнале со светителски ореол и признание на Христа пред својот Отец Небесен. Нашиот однос кон Господа Исуса Христа може да биде изразен и во негативна форма, со непризнавањето и одрекнувањето од Него. Светиот апостол Петар се одрекол од својот учител и Господ. Навистина ова одрекнување не било непријателско и од страв, но од желба да биде поблиску до својот учител и спасител во моментот на неговите страдања. Но сепак, тој се одрекол и подоцна морал со многу солзи да се искупи од својот грев. Уште пострашно е Господ Исус Христос да се одрече од нас пред својот Отец Небесен. Навистина голема е несреќата човек да биде одречен од своите блиски, од општеството и заедницата, но уште поголема и понесреќа е несреќата самиот Христос да се одрече од човекот пред својот Отец Небесен. И навистина ова ќе се случи на страшниот Христов суд, кога веќе нема да имаме можност слична на можноста што е имал светиот апостол Петар, со солзите на покајанието да се искупиме за своето одрекнување. Благочестили христијани и христијанки, да бидеме верни на Христа и да го исповедаме пред луѓето, не само со зборови, но и со дела, да го сакаме со сета своја сила и со сиот свој разум, да не се посрамиме од Него, да го исповедаме јавно без срам пред секого, и Господ Исус Христос нема да не остави, но секогаш ќе биде со нас и ќе ни помага, а и како награда самиот Христос ќе не признае пред својот Отец Небесен. Затоа да бидеме добри проповедници на Христовата наука и храброст, борци за мир и правда во светот, за добро и благодатна состојба на нашиот народ, за нашата земја и за нашата света Македонска православна црква. Напому гледате за многу години, нека Господ Бог ви подари на сите вас здравје, живот, радост и веселба за многу години.
Денеска благочестиви християни вечеров е поклади, Петровденски поклади. Значи од утре до 12 до Петровден е Петровденскиот пост. Кој може да пости, нека пости. Секогаш кога имаме света литургија, имате света причест, може во секое време да се причести, напомош да биде нека Господ и да даде здравие, радост, веселба и секоја роднина на вас и на вашите фамилии. Од сега натака благочестиви христијани црквите се нормално